Утринава се од сецата како започнеме всушност како најава за денешниот наш доктор професор Ламбе Барандовски во време кога науката се уште можеби бара свое заслужено место во нашата општествена сцена, а младите умови често ги пакуваат своите идеи во куфери за некоја подобра иднина на друга географија, можеби за поорганизирана иднина. И од тука прашањето дали Македонија всушност е земја на млади физичари и дали има поддршка за истите. Нова тема говориме токму со нашиот професор доктор Ламбе, кој што веќе со децении стои зад олимписките успеси на македонските ученици, ментор кој не само што гради знање, туку карактер, професор и научник со визија, па така што имаме низа прашања за вас, професор Ламбе, кое што ќе биде интересно можеби за тоа колку младиот талент денеска се препознава, што се случува за сцената на балканските и светските олимпијади и дали можеби вистина е зад камерите некако со цеца еден тон прашања ви поставивме, има некаква можеби државна стратегија за физичарите тука и дали наместо браво треба конечно да слушаме дека буџет има, дека лабораторијата е отворена за нови научни трудови за овие млади таленти. Така, ќе одговориме на сева, да посакаме добро утро и добре ни дојдовте во нашата утринска. Да, вие сте, спомена Марко, професор, но меѓу другото и председател на Друштвото на физичари на Македонија, кој што со години обстојува и ја дава поддршката онаму каде што е најпотребно. Па еве, пред да зборуваме и за Олимпијадата, да споменаме кои се во моментов активностите на вашето друштво, колку членови броите и колку има интерес, нели ние утринава зборевме за физиката, дека не секогаш е нели избор број 1 на многумина од луѓето, но оние кои што вистински ја сакаат и ја уживаат, нивните успеси надалеку може да се чујат. Така. Уште еднаш добро утро и благодарам за поканата во телевизијата Елма да бидам гостин денес во вас. Друштвото на физичари на Република Македонија е основано 49 година и кон него гравитираат или членуваат наставниците од основните и средните училишта од Македонија кои предаваат физика, оние кои работат во индустријата и секако наставниците кои работат, професорите на факултетите. Друштвото на физичари е стручно и научно здружение кое во цел има две основни цели. Тоа е првата развој на физиката како наука, за таа цел организираме две конференции на секои 2 години, една поврзана со истражувањата во физиката, втората поврзана е со методиката на и образованието по физика во државава и секако и во светот. А втората цел на здружението представува развој на младите таленти од физика, нивно препознавање, афирмирање. Ги имаме ли доволно? Секако дека ги имаме доволно. Велите навремено препознавање, можеби тоа е клучниот момент да вистинските луѓе го препознаат талентот и потоа да можат нели правилно да ги насочат. Апсолутно. Друштвото организира веќе 68 години надпревари по физика од општинско, регионално и до државно ниво, почнувајќи со оние кои првпат ја изучуваат физиката, кај нас во моментов тоа се учениците од 8 оделение, 8 и 9 оделение, а подоцна нели и учениците кои изучуваат физиката во средно оделение. Така да ние почнуваме со откривање на тие таленти уште релативно мала возраст и потоа мислам дека на некој начин помагаме да го развијат својот талент преку учество на разни надпревари, прво во државата, а потоа и во балкански олимпијади, европски олимпијади, секако и светски олимпијади. Да, споменавте 49-та, тоа е безмалку повеќе од 70 години постоење на ова платформа. Некогаш веројатно се основа поради идејата да се создаде јадро каде што млади научни трудови умови ќе бидат заеднички да ја стават може Македонија на картата на пиедесталот за нели за истото, меѓутоа како денес би ја опишале вие состојбата на младата физичарска сцена во Македонија, доктор Ламбе, и постои ли доволна мотивација денеска младите да се насочат кон физиката како научна животна патека, бидејќи вие споминавте и зад камери дека не е само кајна состојбата нели да речеме погубна, дефицитарна, да, рековте и во Белград, па и веројатно и во другите делови од Европа и светот. Па знаете, со физиката едноставно или ја сакате или не ја сакате. Мислам како и претпоставувам и другите предмети, меѓутоа денес во нашата држава постои дефицит од физичари, мислам. барани се на пазарот на трудот, пред се во основните и средните училишта, секако и во
индустријата, тенденција на Балканот, па и во поголем дел од Европа е помалиот број на студенти кои секоја година се запишуваат на факултетите за физика, меѓутоа таквата ситуација не сметам дека е виновник не е само не може да се бара општ виновник, туку целокупните трендови кои се во светот, развојот нели на информатиката го стори своето, па дел од овие кадри се насочуваат на изучување на таквите области, а делумно она кај нас што е јас сакам да го кажам уништувањето на статусот на наставникот во основните и средните училишта, па многу подобро вие да работите нешто без луѓе, отколку да цело време да сте изложени на притисоци. Знаеме каква е ситуацијата во образованието кај нас и примањата кои ги добиваат наставниците. Меѓутоа, од 49-та конзистентност постои. Постојано да се организираат и олимпијади, да се повторно истакнуваат млади научни умови и трудови? Па, од 49-та друштвото е започнато како друштво на математичарите, физичарите и астрономите на Македонија. Прекин има во работењето? Не, друштвото нема прекин, меѓутоа подоцна се раздвоени на 3 здруженија. Ние организираме 68 години надпревари на државно ниво. Учеството на олимпијадите претходно било во рамки на здруженијето кое постоело на ниво на бивша Југославија, меѓутоа од 96-та година ние првпат учествуваме како Македонија на меѓународна олимпијада по физика и тоа е во Осло, Норвешка, и од тогаш скоро без прекин учествуваме на сите светски олимпијади. Од пред 9 години е организирана Европската олимпијада по физика и таму учествуваме од првата олимпијада, а од пред 7 години Балканската унија на физичарите, на која Друштвото на физичари на Република Македонија е постојан член, започна со учество на Балканската олимпијада. Тоа е олимпијада за прва и втора година ученици кои би требало да послужат како база од која ќе се извлекуваат најдобрите ученици кои подоцна ќе ја представуваат државата, односно балканските држави на европските и светските олимпијади. А може би пополнување на наставниот кадар, образовниот кадар во иднина? Па ние се надеваме голем дел од нашите најдобри олимпијци понатаму се решаваат своето образование да го продолжат на факултетите за физика, дали кај нас на Природно-математичкиот факултет во Скопје или во некој од европските или светските државите во Европа или во светот, независно, меѓутоа голем дел од нашите олимпици продолжуваат своето образование во физиката. Зборувајќи за овие олимпици, верувам дека нема некој кој што пред 2 години не слушна за Јан Стојановски, кој што како име одекна и во Македонија, но и во светот, заради тоа што во тоа време нели беше средношколец и успеа да го освои првиот златен медал за Македонија на Европска олимпијада по физика, а со тоа стани првиот надпреварувач кој што обезбеди учество на 3 меѓународни олимпијади. Верувам дека имате контакт со Јан, па може напусо и за него, во смисла на тоа каква иднина му предвидувате, но и прашањето ми води кон тоа дали вакви исклучителни генијалци имаме на повидок и други. Со новата генерација. Апсолутно. Јан Стојановски минатата година беше последна година наш олимпиец, иако долги години учествуваше на разни олимпијади. Не само по математика, не само по физика, туку и по математика, меѓутоа минатата година тој учествуваше на Европската олимпијада, го освои првиот златен медал, како што рековте за Македонија на оваа олимпијада. Има учествувано на Балканската олимпијада, каде што исто има освоено златен медал, и минатата година на меѓународната олимпијада во Иран, он го освои првиот сребрен медал. Во Македонија нема ученик кој се уште освои златен медал на Светската олимпијада, меѓутоа се надеваме, нели, иднината е пред нас. Јан Стојановски во моментов е студент на Природно-математичкиот факултет и тоа на Институтот за физика и паралелно студира на Институтот за математика. Значи често се гледате? Апсолутно. Он оваа година беше еден од лидерите на Европската олимпијада, на студентите кои
учествува на Европската олимпијада по физика во Софија, а ќе биде сега и лидер на тимот од Македонија кој ќе се натпреварува на Балканската олимпијада во Охрид. Веќе ја споменавте, па ајде да ја најавиме кога стартува, со оглед на тоа што претпоставувам ова се последни денови за подготовка на истата и се вели олимпијада, кога се вели олимпијада се подразбира светот, па ајде кои се земји годинава нели ќе бидат учесници на оваа олимпијада по физика? Балканската олимпијада по физика, нели рековме дека пред 7 години е започната и под покровителство на Балканската унија на физичари. И во неја редовно учествуваат 10 држави чии национални издруженија се членови на Балканската унија на физичари, а тоа покрај Македонија се Србија, Црна Гора, Албанија, Грција, Кипар, Турција, Романија, Молдавија и Бугарија. Не се надевам никога не заборавив. Меѓутоа, покрај овие држави, учествуваат вообичаено и држави кои се гости, во зависност од буџетот на домакинот. Тоа оваа година сме ние. Оваа година, како држави гости, ќе учествуваат Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Австрија и 3 држави од Азија, тоа се Казахстан, Туркменистан и Киргизстан. Олимпијадата почнува оваа недела на 26 и ќе трае до 30 јуни, се одржува во Конгресниот центар во Охрид. Да, велите во зависност од буџетот, толку и гости. Тоа значи дека има интерес многу, меѓутоа буџетот не ни дозволува многу повеќе. Има ли поддршка од државата ако веќе одиме во таа насока на буџет? Така. По правило, државата домаќин ги обезбедува средствата за учество на оваа олимпијада и колку држави ќе учествуваат. Ние тргнавме со буџет, со проекција на буџет дека ќе учествуваат 15 држави, па после имаше дополнителни барања од други држави, на крај завршивме со 17 држави. Нормално, буџетот го обезбедува во другите држави Министерството за образование и наука, например, ќе споменам последната женска олимпијада по математика која неодамна се одржа во Косово, каде што нивното министерство ја покри олимпијадата со 200.000 евра целосно. Или, например, пред оваа олимпијада која предстоја, тоа е светската олимпијада по физика која се одржува во Париз, е под покровителство на претседателот на Франција господинот Макрон. Кај нас ние побаравме од Министерството и во први момент бевме одбиени со тоа дека во нашиот закон не постојат организирање олимпијада во Македонија. Пошто побаравме измени на законот, Министерството излезе во пресред, не целосно на нашите барања, го промени законот, дозволи организирање на меѓународни олимпијади во државата, меѓутоа со покривање на 10% од предвидениот буџет за Многу се потрудиле, секоја чест. Сепак е некоја помош. Затоа ние организиравме дополнително донаторска акција која се уште трае преку GoFundMe. Ја користам прилика, можат луѓето да донираат. Да донираат социјално или да се соберат повеќе средства. Значи, привршуваме со собирањето на средства, благодарение на многу наши пријатели кои ја следат и ја почитуваат нашата работа. Ја користам официјално приликата да им се заблагодарам топло за средствата кои ги донирале. Тука се луѓе кои ги знаеме, кои меѓутоа и многу луѓе кои не ги знаеме. Особено се заблагодарувам на нашите поранешни олимпици кои многу ја несебично ја поддржаваа. Веројатно знаат што поминале, па ќе се обидат полесен пат за идните генерации да обезбедат. Професор Ламбе, колку македонските физичари денес имаат пристап до современа опрема и отворени бази, можеби за податоци на Open Science, што се вели? Пред некое време Министерството најави дека ќе се добие пристап за базите на податоци како што се Web of Science и Scopus. Ако зборуваме за студентите, условите за студирање природно-математичкиот факултет во Скопје се, според мене, задоволителни, повеќе од добри. Можеби на вториот и третиот циклус, дел од студентите поради подобри услови за работа решаваат да ги продолжат студиите, особено на трет циклус надвор, меѓутоа сето зависи тоа и од луѓето. Знаете, најголем дел од нашите олимпици
продолжуваат на факултетите за физика, дали ќе биде како Јан Кајнас или ќе биде во друга европска или во Соединетите Американски држави, неважно, меѓутоа продолжуваат понатаму, првенствено ради љубовта кон физиката. И тоа е она што нас не мотивира и не радува и не тера да продолжиме со работа со овие млади луѓе. А дали да речеме и образованието по физика е доволно интерактивно и применливо? Јас нели претпоставам како овие олимпијади не се задржуваме само на теоретскиот дел, туку има и доста интеракција веројатно помеѓу самите олимпијади. Претпоставуваме како што кажавте вие, за жал можеби просветниот работник или даскал од денеска не го носи за жал статусот како во некоја златна ера, па токму затоа и вие видите и зад камери дека можеби интересот за младите е намален не само кај нас и во светот. Дали тоа се должите повторно, пак ќе кажам, на недоволната интеракција, можеби така натаму, или на што можеби ќе во? Па, условите за студирање кај нас се многу добри. Знаете, ако имате мала група од 15, 20, 25 ученици, тоа вие работите како во средно школа, вие ги познавате сите, секој има доволно време да влезе во лабораторија, да експериментира, имате доволно време на секој студент да му посветите време, поединечно време, дали на консултација или за време на часот. Меѓутоа, повторно ќе кажам, за намалениот интерес, не верувам дека вина треба да се бара во некого посебно. Ќе споменам дека Министерството низа години наназад доделува посебни стипендии за изучување на математика, физика и хемија како дефицитарни, како науки во кои кадрите се дефицитарни, кои стипендии се далеку повисоки од оние на обичните студенти на другите факултети. Меѓутоа, за жал и тоа не го зголеми драстично бројот на студенти. Ова е проблем со кој се соочуваат многу држави, не само на Балканот, туку и во Европа. Пред 3 години на Конгресот на Балканската унија на физичари имаше тркалезна маса посветена на оваа проблематика и таму имаше и европски држави кои зборуваа, само за разлика од нас, Германија може да го реши тоа со воведување, со увоз на вакви кадри, а тоа кај нас потешко доаѓа. Уште нешто би прашал, а што би се случило да речеме сега од сите овие млади физичари, настрана го тргаме нели Јан, млади физичари кои што моментално студираат во странство, да се вратат утре. Дали има место за нив кај нас? Верувам дека има место кај за нас. За нив најдобро би било да продолжат да работат физика, меѓутоа како физика како наука. Меѓутоа може да се случи да се вратат и дел да продолжат својата кариера како што е во западните земји во индустријскиот сектор. Ќе видиме дали ќе се вратат. Мислам, јас искрено се надевам. Искрено се надевам дека би се вратиле. Меѓутоа, ако се вратат, единствено за вака добрите студенти, они можат или во индустријата или на собработување и продолжување кај нас на факултетот. Единствено може би да предонесат со својот успех и знаење. Тука постои дали Министерството ќе ви дозволи вработување и такви некои работи, постојат низа кочници. Меѓутоа, искрено се надевам дека дел од нив ќе се вратат, ќе продолжат тука. Така е. Олимпијадата не очекува за само некој ден. Што ќе добијат или што им се возможува на оние кои што ќе бидат најдобри? Пат на светска олимпијада или? Балканската... Или европска, можеби, како оди тоа понатака? Годинава европската олимпијада веќе заврши, беше во Софија, значи тоа се независни надпреварувања кај нас. Ние по одржувањето на државните надпревари организираме селекциони надпревари за секоја олимпијада. И Европската олимпијада заврши оваа година, имавме една бронза и 2 пофалници. Балканската олимпијада имаме нов тим од помали ученици од прва и втора година од средните училишта, кои ќе решаваат 4 проблеми од физиката, од кои 3 се теориски проблеми, а еден е експериментален проблем, односно симулација на експериментален проблем, каде што ни добиваат експериментални податоци и треба да извршат определени пресметки, да одредат определени параметри. Балканската олимпијада, како што кажав, е замислена како да ги подготви учениците од балканските држави за која ќе се повозрастни, која
изучат поголем дел од физиката, да продолжат на европските и светските олимпијади. Знаете, на олимпијада најголемата награда е медалот, така да сите они се надеваат на медал во некаква боја. Потоа, оние најдобрите, барем кај нас во државата, може да конкурираат за одредена стипендија пред Министерството за образование и наука, како добитници на медали на меѓународна олимпијада за определена финансиска помош или стипендија или награда. Поучено од искуството, која земја најмногу доминира на со успех на овие балкански па и на светските олимпијади, професор Ламбе? Ако зборуваме за светските олимпијади, доминантни се далекоисточните држави, тоа се Кина, Јапонија, Јужна Кореја и секако Русија, да не ја заборавиме и Романија. Она што на светско ниво е Кина, секогаш 5 ученици, 5 медали, барем јас колку што паметам и сум учествувал на овие олимпијади. Некаква слична работата е со Романија. На шала ги нарекуваат кинезите од Европа. Значи, романците се прилично успешни на олимпијадите и на европските олимпијади, а исто така и на балканските олимпијади. Каде сме ние тука? Ке ме прашав. Дали добро се носиме, можеби, со Па добро. олимпијадите? За жал, малку на светските олимпијади, малку полошо од Србија, Хрватска и Словенија. Некаде тука сме со по бројот на освоени награди со Босна и Херцеговина, малку подобри од Црна Гора, Грција. Зависно е сепак и од годината и од проблемите кои на на секоја од олимпијадите ќе се постават, од учениците, од многу работи зависи. И само за крај би ве прашал, што треба да се случи Македонија вистина да стане еден научен хаб, можеби во регионот по физиката? Па, Ваше мислење чисто нека, како долгогодишен па пред се во херој минатото можеби во оваа област. Те херој, само работник. Па добро, придонесате голем ваш. Во минатото во Југославија беа отворени 3 големи научни институти кои беа поврзани со физиката. Тоа е научниот институт во Винча, научниот институт Јожеф Штефан во Словенија и научниот институт во Хрватска. Така. Каде што исклучиво се работеа научници кои работеа во полето на физиката. За жал во Македонија, додека беше во рамките на Југославија, ваков научен институт за физика не се отвори. Зашто да не, може би нашата држава ќе потикне нешто такво во иднина. Тоа би било, во тие држави, тоа е некаква локомотива која влече се повеќе луѓе да се занимаваат со оваа област. Супер. Одлично, ви благодариме многу за убавиот разговор. Посакуваме да биде успешно изданието на новата олимпијада, 7-ма поред, Балканска олимпијада по физика, која што ќе се одржува во Охрид. И за вака убави таленти да зборуваме на вистина во следни емисии и дружби. Ви благодарам и вас. Останете вие на Тилма, следува следното вклучување на нашата Марија, која што ќе биде на лице место со Данче Аџиоски. Тоа е виш кустос во музеот, меѓу другото и биолог по вокација, а ќе се зборува и ќе ве носиме во музеот Никола Незлобински. Патување низ времето и биодиверзитетот. Мислам дека ќе биде една убава сторија која што треба да ја проследите и посебно да уживате во истата. Природно-научниот музеј во Струга представува вистинска атракција за домашните и странските туристи. Музејската збирка е особено вредна, бидејќи речиси сите експонати, освен мечката, потекнуваат од Струга и околината. Представници се различни видови на инсекти, водоземци и влечуги. Има представници и од сите животински групи, од најпримитивните форми па се до цицачите. Тука може да се видат различни видови на животни, почнувајќи од оние најмалите, од инсектите, водоземци, влечуги, птици, цицачи. Исто така од самото Охридско езеро имаме примероци на ендемичниот сунџер, охридскиот сунџер, полжави, школки. Исто така да напоменам дека нашиот музеј има и ботанички оддел и од неодамна тука е отворена изложбата Растенија на планината Јабланица, која што е постојана и тука може да се видат
ендемичните реликтни видови на флора која што се наоѓа на самата планина, како и лековитите растенија. Музеот е уникатен презентер на природното и културното наследство за регионот на Охридското езеро, светско наследство на листата од УНЕСКО. Истиот брои 8000 примероци, од кои голем број се ендемични видови. Може да споменеме тука охридската пастрмка, која што е изложена заедно со сите други видови на риби. Исто така од ендемичните видови видови кои што ги нема повеќе, можам да напоменам дека тука имаме и некои инсекти изложени точно од збирката која што е колекционирал самиот доктор Никола Незлобински, инсекти кои што потекнуваат од Срушкото блато, кој што веќе го нема тука, како и некои видови на блатни птици, исто така кои што повеќе ги нема. Но можам да кажам дека сега веќе во поново време имаме и повраток и на некои видови на птици кои што ги немало, како што се голем број на појавени на бели чапји и на сиви чапји. Тука на оваа постојана изложба се прекажано околу 30 на растенија и тоа се растенија кои што ја карактеризираат самата планина Јабланица, ендемични видови како што напоменав глацијално реликтното растение кој што потекнува од глацијалната доба, тоа е Нартециум скардикум, голем број на лековити растенија и блатни растенија кои што се собирани од 4 глацијални езера на самата планина кои што се наоѓаат. Посетителите имаат можност да видат и невообичаени и ретки примероци. Телето со 2 глави, кое потекнува од околните села и живеело само 2 часа. Со својата необичност се уште го привлекува вниманието на сите генерации, особено на најмладите. Од учениците кои што доаѓаат нормално тука заедно со своите наставници и можат да научат нешто повеќе за самиот растителен и животински вид. Исто така имаме и домашни и странски туристи и она што е многу битно и значено за самиот музеј е тоа што можат тука да научат за оние видови на животни и на растенија кои што го има во нашиот крај, во Охридско-Струшкиот регион. Основач на музеот е Никола Незлобински, русин кој во Струга доаѓа како лекар, кој помага во борбата против маларија во 1924 година. Како влюбеник во природата, тој почнал да собира и препарира инсекти, птици и разни други животни. Во 1928 година ја презентира неговата прва зоолошка збирка, со што се поставени темелите на Природно-научниот музеј во Струга. Во негова чест, музеот го носи неговото име. Со најсвежа меморија, таа ни се враќа од Индија, како реков, од 7 до 31 мај. Практично мислам дека сега моментот дека е се уште тазе сето некако спакувано во нејзината сега животна архива. Прекрасната чарна која што те се вели соодветна ни денес каде ја прикажеме, тоа е
ретко она што јас го помнам барем од нашите досегашни епизоди последните 10 години, кажеме дека сме имале нели мис на Македонија која што ја представувала Македонија на мис на светот. Меѓутоа нашата Чарна Невзати се врати од Индија со, јас би рекол, еден статус на не само убавина, туку таа е студентка, активистка, хуманитарка, чие срце чука за правда, за еднаквоста и грижа за животните. Меѓутоа, во овој период, додека таа е на правниот факултет, додека ги имаме сега последните испити, се надам дека пред летото да замине негде Чарна малку да земе оддишка, ти благодариме што во твојата агенда сега ја вметнуваш и утринска антилма, за да можеме да го представиме искуството, враќајќи се од Индија. Претпоставам дека се еден тон убави емоции и меморија кој што ќе ти остане за секој пат во срцето. Добри ни дојде прв пат примерно за гледачите на Телма. Ви благодарам многу и на вас и за поканата. И ти благодарам што ова како обележje го носиш. Мисля сакавме да ја представиме можеби и твојата убавина од секој аспект. Да го извадиш, понекогаш Убаво се чувства, нели? Убаво чувството. Да. Убаво чувството. Веројатно сон на многу девојки, уште нели на мала возраст, па за тебе и реализирање верувам на еден од твоите соништа. Но пред да ни раскажеш како стигна во Индија, она што веројатно ме интересира мене, Марко, и голем дел од гледачите, како се случи генерално изборот за ти да бидеш онаа која што ќе бидеш представничка за мис на Македонија, за мис на светот, затоа што ние и утринава зборувавме, на времето беше вистинско доживување, сите оние шоуа кои што ги има и беа пренесувани по медиумите и беше едно фамилиарно дружење за гледачите, а сега веќе некако по 10 години, мислам, ако не се лажам, повторно се случува Македонија да учествува на овој голем избор. Како одеше таа, можеби на некој начин, квалификација за да бидеш ти таа што ќе биде избрана? Епа, сето ова се случи многу брзо. Значи, периодот во кој што се случуваше ова беше многу краток. И сето тоа мене многу ми дојде така ненадејно и неочекувано. Мене ме избраа по пат на кастинг, затоа што лиценцата за Miss World беше добиена многу доцна. И немаше време. Која доби лиценцата? Ја доби Шакир Села, организација на Miss North Македонија. И мене ме избраа по пат на кастинг, затоа што немаше време за организирање некаква манифестација, Да, тоа крунисување како што е редот. И сме го имале можеби како во минатото получени од искуството. И во вакви ситуации изборот се одвива преку кастинг и јас бев избрана на тој начин. И имав релативно кратко време за спремање. Колку? 10 дена. Сериозно, мислев ќе речеш барем еден месец. И половина, 2. Како за 10 дена се обезбедуваат тоалети, се спремаш. Како се спакува за тие работи? Психофизички, затоа што тоа е сепак голем спектакл, светот го гледа. Така е. Јас навистина сум многу среќна што успеав да се спремам за тие 10 дена. И сметам дека најбитното не беше само да се обезбедат фустани, штикли, сите тие работи, но јас да се спремам психички. Апсолутно, мислам дека тоа е поважно. Да, бидејќи тоа најмногу ми користеше од се на надпревар. Ова што го гледаме во моментот се всушност поедавање на автограми и претпоставам дека се баш мигови. Тоа беше еден преубав момент, неочекуван. Имавме една вечера со девојките и се сликавме, се шетавме со сите, се мешавме со сите девојки и одеднаш гледавме еден фан како стои. И ги има сликите од сите девојки. Сите девојки представнички. Ова што го гледаме во моментот, Чарна? Ова е мојот говор на Fast Track Challenge, кој што Тие се Fast Track, што имаш неколку работи кај што треба да ги покажеш потенцијалите. Да кажам, ги покажувавме нашите таленти и ова беше на head to head и јас го покажав, да кажам, мојот талент, јавното говорништво. Имеку. Супер, значи штом го имаш талентот за јавно говорништво, веројатно и не ти било толку многу проблематично или предизвикувачки представувањето пред светот едноставно, затоа што тоа многу времето на спремање навистина било кратко. Многу ми помогна и моето учество на ораторскиот надпревар Иво Пухан и на правниот факултет. Таму и победив на тој надпревар. Браво. Не ти беше ново бидејќи тука си на правниот факултет, нели, и оцек право? Да, така да уживав навистина.
Прекрасно. Само да им објасниме на гледачите, да речеме за оние кои што не ги следат можеби нели изборот на убавина во светот, Fast Track надпревари се всушност брзи предизвици кои што треба дали во одреден период секоја представничка на својата сопствена земја, дали тоа е во спорт, мултимедија, beauty with purpose, убавина со цел, да го имаш можеби во дел од овие најсилниот впечаток и тамошната публика. Има жири комисија тука, претпоставам? Да, имаше жири комисија за сите овие Fast Track предизвици, различна комисија за се. И тоа беше навистина многу интересно, но интензивно. Се чувствува одредени девојки кои што ќе се пронајдат, например, за, не знам, категоријата на спорт, па тие беа во таков спортски дух. И јас најмногу се радував за head-to-head челенџот, затоа што и не ми беше челендж, туку ми беше уживање и навистина така сакав да говорам и убаво беше. И тие победниците на Fast Track предизвиците, всушност директно влегоа во финале и беа Fast Track winners. Прекрасно. Толку имаме прашање, само вака чекај да прашам. Твоето полно име е Чарна Ал-Нур, носи силна символика, тоа е пурпурна зеница во окото. Да. Тоа би дошло како нели како една чаролија или магија. Така. Како ова лично наследство влијаеше можеби на во однос на културата, на убавината и така натаму? Нема да погрешам дека спојуваш мешавина од словенски и арапски корени, така? Така. Која што носиш титулата мис пред светската јавност. Така е. И па тоа е моето второ име, Ал-Нур, и јас го добив од баба ми. И баба ми секогаш вели дека тоа е судбина. Така да, со тоа што јас го носам тоа мое второ име, верувам дека тоа се е судбина, бидејќи јас уште од мала се имам и маскирано во Индика, имаме дома многу индиски работи, слонови, индиски свили, да. Така што да. Се има свој, судбина, да. Инаку годинава победи нели девојката од Тајланд. Имаше ли можност или со кои мисици најмногу се дружеше, со кои мисици најмногу вака оствари контакт и дали навистина сметаш дека девојката од Тајланд заслужено ја доби победата или можеби во твоите очи некој друг требаше да ја понесе титулата за мис на свет? Јас се дружев со сите девојки, се обидував со сите да се дружам. Навистина беше многу убаво, значи без разлика кој од каде, сите бевме една голема светска фамилија и се дружев со девојките од Саут Суден, од UK, значи Шкотска, Ирска, Северна Ирска и нормално најмногу се дружев со девојките од Балканот. Да. Јазичното говорно подрече многу поблиску. Да, и нормално мојата мила другарка сега нова од Полска, таа беше мојата цимерка и се надевам дека ќе ја посетам во скоро време во Варшава. Да, Чарна, колку учеснички беа годинава, бидејќи знам нели некој знае да него 109. 109 представници. Да. Па победничката остваривме некој контакт на проби, сите девојки кога се мешавме и навистина такво имаше држење на мисица и ја коментиравме со другите девојки нормално дека може би таа ќе победи, има такво држење, има таков став, изглед, преубава е. Така да, но имаше многу титулата. Да, имаше многу девојки, ние спекулиравме, она ќе победи, не, она ќе победи. Чарна, во свет во кој што ќе се сложиш убавината некако се менува последниве години во смисла на тие некои естетски корекции кои што се се па и правилата сами, да. Како беше годинава? Се доминираше онај natural изглед, природниот изглед кој што го имаат, претпоставувам дека не се преферираат тие некои естетските можеби корекции, бидејќи лесно е воочливо можеби, а и генерално дали девојки кои што имале претходно можеби или претрпеле некакви естетски корекции влегуваат во потесниот круг или не знам дали имаш можеби информација? Да, па имаше секакви девојки, но природната убавина навистина доминираше. И тоа беше многу така refreshing to see. И многу беше убаво затоа што сите ја негуваа својата природна убавина и сите ја ценеа
И не беше воопшто, да кажам, токсична средина. Не си убава, вака треба да изгледаш така. Не, навистина беше многу убаво. Видовме сите една од друга девојка гледавме разновидна убавина и се дивевме една на друга, така да. Да. Велиш дека не ти беше некако нејасно и непознато во некои делови нели од Индија, станува збор за Телангана, така? Да, Телангана. Тоа е местото каде што се држуваше, да, така? ние бевме во Хидарабад, хай-тек сити. И што те освои можеби кај самите локални културни моменти, да речеме од чарминар до традиционална танцни храна и така натаму. Што ти остава најголема Па не знам меморија? што би издвоила на вистина, но нешто што беше најубавото, тоа беше топлината на луѓето. Толку беа сите фини кон нас, толку не чуваа, толку не пазеа, толку се дивеа на нас. Беа фантастични. Значи, топлината на луѓето беше неизмерна. Потоа храната беше фантастична, беше лута, беше зачинета. Храната ни пристигнува во моето студио со Драгана. Така да, мене тоа ми одговараше, таква храна многу сакам. Местата кои што ги посетивме беа магични, полни со боја. Чарминар ми остана во глава затоа Како што Чарминар. Чарминар. Затоа што е слично со моето име, Да. Чарна, Чарминар. Така да, навистина преубави места. Потоа полицијата на Телангана, како не чуваше, целиот сообраќај беше стопиран ние кога требаше да одиме некаде. Не чува, не пазеа, навистина беа фантастични. Не знам дали имавте прилика, бидејќи за жал светот се соочува со најголемите граѓански војни повторно. Препоставам дека тероризам, војна и така натаму беа се провлекоа можеби како прашања. Препоставам дека и говоревте за овие теми со девојките пред самото финале. Да, па бидејќи на самиот почеток, нели, избувна конфликтот помеѓу Индија и Пакистан. Нормално сите зборувавме за тоа, имавме и обраќање од тимот на Miss World, како токму тоа светот се соочува со војни, со такви лоши работи. И навистина пробавме ние, затоа што сме девојки собрани од целиот свет, некако да го премостиме тоа, сите тие различности, конфликти, да ги оставиме на страна, иако треба да се решат во тој период да бидат ставени на страна. Јас говорев за војната, за тероризмот, спомнав и во мојот говор на Head to Head, исто така говорев и за тоа на мојот говор на Иво Пухан, кој беше пред скоро 2 години и за жал се уште е актуелна тема. Така што, за жал, тоа е неизбежна тема. Да, вечната порака на сите месеци за мир во светот. Верувам дека и понатака тоа останува, да. Ти беше прекрасно искуство и ако сега да речеме за следните избори, што би советувала на секоја млада дама? Би ја советувала да не ги гледа другите девојки, да не се споредува со нив, затоа што сите тие се убави, сите тие се дојдени со една своја убавина, со една своја цел, туку да единствена, да кажам, споредба да си прави со вчерашната себе. И да биде подобра верзија од себе, бидејќи јас можам веќе да осетам, да кажам, на своја кожа, дека јас многу се сменив од ова искуство и тоа на добар начин, и многу сум благодарна, бидејќи ова искуство не може да се плати со пари. Дефинитивно. И е нешто што се доживува веројатно еднаш во животот. Така е, така. Обично кога сте влезени во категорија и сте ја представувале својата земја еднаш, претпоставам дека не може да запрат други, да речеме, избори убавина каде што можеш повторно да уживаш во естетиката и гламурот, барем на момент, и можеби целата таа инфраструктура кога станува збор за тие мис диверзитети од светот културни, меѓутоа и како заедница, можеби. Па да, мислам дека е така, затоа што, да кажам, Miss World е, како да кажам, главниот натпревар, потоа оди Miss Universe и другите, Miss Cosmo, Miss International. Така што, да, за жал нема да се повтори, но мислам дека можам да учествувам на други beauty pageants, но мене тоа, да кажам, никогаш не ми беше првичната цел, затоа што, нели, како што кажав, мене ова многу ми дојде неочекувано. Јас се занимавам со правото и со моделингот како хоби, сум во Max Models агенција и така одеднаш ми дојде како
Така се отвора нова врата во животот, која што верувам дека многу ќе ти донесе. Навистина, да. Прекрасно, ти благодариме за искуството да го представиме барем накусот твоето животно патување и поглавје. На само свои 20 години си на факултетот Јустинијан I кај нас, на нашиот факултет потем, кога јас и Цеце ги делетме тие убави клупи и времиња, така што ќе ти посакаме да уживаш и во тој дел од светот. Ви благодарам многу. Со право, преку право, до нови победи. Да, и да продолжиш и понатаму да трачиш со убавата енергија што ја носиш, затоа што светот веќе ја препознал, но допрва доаѓа твојата убава иднина и градењето на кариерата во било кој сегмент, така што веруваме и ти посакуваме многу успех. Остани да бидеш пурпурна зеница во окото. Благодарам на вас многу и сакам да се заблагодарам на сите што ме поддржува, на неизмерната поддршка која добив од луѓето кои што не ги ни познавам, но одвоија време да ме поддржат. Таа беше поддршка без пауза. Благодарам многу на целата моја фамилија, на моите пријатели и на целата поддршка. Дами и господа, Чарла Невзати. И благодариме, Чарла. Супер. Ни беше драго да те запознаеме вака и одблиску. Се гледаме секако за некои други убави животни предизвици. Ви благодарам, многу се гледаме.